Секој трет македонец има некаква алергија, информира директорот на клиниката за пулмологија Дејан Докиќ. Очекувањата се таа бројка да биде уште поголема оваа година, како последица на аерозагадувањето. Докиќ објаснува зошто се повеќе македонци страдаат од некаква алергија. Алергите во Македонија, земејќи во обзир претходната епидемиолошка студија од Институтот за медицина на трудот, направена 2003 година, значи имаме тренд на двојно покачување од 11,5%, имаме сега 25,1%, а тоа е веќе уште, мислам дека во 2018 ќе биде уште поголем, што значи дека скоро секој трет-четврт македонец има некаква алергиска манифестација. Тоа е огромен број на пациенти и од тука притисокот и потребата да се направи еден ваков учебник каде што ќе можат сите лекари да се справат со се поголемиот притисок и налив на пациенти кои имаат алергии. Алергиите, особено оние од домашна прашина и целогодишните, се асоцирани со аерозагадувањето, бидејќи аерозагадувањето ги влошува симптомите на алергиските манифестации. Токму во таа насока за прв пат во нашата земја се објави книга Алергологија, каде на едно место се опишани сите алергиски манифестации, нивниот третман и превенција. Ова е за прв пат во Македонија да се објави книга Алергологија, која што на едно место систематски и клинички ориентирано се опишани сите алергиски болести. За лекарите пред се, секако за постдипломците, докторантите и сите оние кои што доктори имаат во секојдневната пракса пациенти кои што боледуваат од алергија, да можат да стекнат информации читајќи учебников и на тој начин да можат да им помогнат на илјадниците своји пациенти во својата пракса да имаат подобар и поквалитетен живот. Најчести фактори за појава на алергиите се аерозагадувањето, нездравата исхрана, генетски модификуваната храна, но скоро 90% од нив се предизвикани од полен и прашина. Пулмолозите апелираат пациентите што не знаат дали се алергични, а ги имаат симптомите да се јават на лекар за навремено да им биде оставена дијагнозата. А тие што веќе боледуваат од алергии треба навреме да ги земаат лековите, уште на почетокот на сезоната, ако не и порано.